Традиционално празникот посветен на столбот на православието Свети Атанаси Велики се одбележа во тетовското село Брвеница. Во храмот подигнат во чест и слава на патронот, верниците уште од утрото дојдоа да се помолат и да запалат свеќи за здравје и благосостојба во нивните домови. Света божествена литургија отслужи неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Почитувани верници, во текот на првата подготвителна недела, од неделите што го наговестуваат и постепено не подготвуваат за почетокот на Великиот пост, ети токму во оваа недела, позната како недела на Митарот и Фарисеот, ние го прославуваме и споменот на Свети Атанаси, од чиј живот и дело треба постојано ние да се поучуваме. Неговите подвизи се за секоја пофална. Неговиот живот бил страдање и тоа страдање заради вистината и заради правдата. Бил гонет само за тоа што сакал да ја сочува чиста православната вера, само за тоа што ја возлюбил вистината. Ја возлюбил вистината многу повеќе од лагата. На многумина тогаш им сметало неговото евангелско однесување, па не можејќи да слушнат чистата вистина која произлегувала од неговото чисто и облагодатено срце, сосема неправедно го подложувале на големи маки. Но во маките се познаваат и храбрите борци. Тој смело се борел не за себе и за своите лични интереси, не за слава и за власт, туку се борел и го бранел од ересите, од лажните учења светото православие. Благодарение на него, денес го имаме чисто и вистинито. Да ги упатиме нашите мисли кон животот на Светиот Атанаси, да го следиме и да ги упатуваме нашите молитви кон него, да ни помага и да не насочува кон вистинскиот пат до спасението, да ни биде наш заштитник пред Бога, за да ни даде благодат да издржиме во страданијата и борбата против лагите и невистините од овој свет, та да го здобиеме ветеното царство, кое не е од овој свет, а кое е подготвено за оние од овој свет, кои неизмерно засакаа правдата и вистината. Амин. За многу години да не е празникот, а оние кои го прославуваат споменот на Свети Атанаси, и ми е куќи на славен и го носат неговото име, или денеска се кумови, нека биде честито и благословено, нека се моли за нив и нека биде нивни молитвени пред престолот на Севишниот Бог. За многу години на днешниот празник. По литургијата беа благословени виното и пченицата и прережани колачите принесени од годинешните кумови. Кумството во Брвеница на овој голем православен празник е на доброволна основа, но да се биде кум е голема чест. Семејствата кои се пријавуваат очекуваат здравје и среќа во нивните домови. Па, еве вака масовно цело село излегува. Спремаме пченица, лепче, традиционално секоја година и така. Вие сте годинава кумови? Така, да. Што се обврските на кумот? Па ете, пченицата, лебот, најбитното нешто, виното, потоа следува ручек за сите, нека повелат сите, после така. Што ќе се посакате да ви донесе кумството? Здравје, среќа, љубов, секаде, па и нас. Постарите жители на селото се сеќаваат на тоа како никогаш се прославувал Свети Атанаси во нивното родно место. Од порано имаше многу повеќе народ, повеќе се поштоеше црквата. Се носеа бакчежи, се донадеа се лицитира, овде јавно се продава, кој се со надавање сега, тоа го нема, има црквата продавниче тука и продаваат тука, сега лицитации нема. Доаѓаа луѓе од црква, влагаат, се помолуваат, си пала свеќа, си заминуваат. Тие неколку има луѓе кои што се и мојата жена, они кои што секој ден, секој празник си идат и на вечерина се бајле, палат свеќа, се молат на Светиња Атанасија, било други сите други празници, а на Светиња Атанасија посебно имаше игранки, имаше веселби. Нашите сеќавања порано било подруго, сега е подруго. Многу е поизменето. Да. Во кој поглед? Што ќе ни издвоите? Во секој поглед. Сега овдека све млади, понапред и стари и млади, све било поубаво било, ќе речеме, ама немало вакво задоволство како сега ше. Сега има поголемо задоволство од тогај.
Тоа. Како се прославува Свети Атанаси во Брвеница? Свети Атанаси годинава, сека година има овдека до 15 кумови, некои години имало, некои години помалу, али било убаво. И овни се клале овде и све било убаво. За сите верници во црковната трпезарија беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта.